Прераспределба на кадар, политички реваншизам и тотална неодговорност на менаџерите е сликата со која се соопчуваат градинките во Штип, а последиците се прекршуваат врз грбот на дечињата. Со вакви обвинувања денеска во јавноста излезе локалниот огранок на ВМРО ДПМН, повикувајќи се на реакции на родители. Станува збор за политички реваншизам и разместување на досегашните вработени на различни работни места, од една во друга градинка, без притоа да се води сметка за емотивната приврзаност која се појавува на релацијата воспитуваш дете. Имајќи предвид дека се работи за најосетливата категорија на деца, не почитувајќи ја вообичаената пракса иста воспитувачка да ги води истите деца, почнувајќи од мала, средна па до голема група и не водејќи грижа за последиците по емотивното здравје и по натамошниот развој на младите, градинките прераснаа во арени за политички пресметки. Во исто време од ВМРО реагираа и на според нив неодговорната одлука на мнозинството на Советот градинките да примаат зголемен, неограничен број на деца, прекршувајќи ја досегашната пракса за зголемување најмногу до 5 деца. Оставено на лична перцепција на директорот, зголеменото згрижување на деца може лесно да доведе до надминување на капацитетите на градинките и можностите на стручниот кадар, со што директно се загрозува здравјето на децата. Ако се знае дека средствата од месечните уплати не се слеваат во државна каса, туку со нив директно управуваат директорите на градинките, дополнително се отвара сомнение која е целта на ваквата одлука. Неосновани обвинувања и промашени пресконференции реагираа на пресот на ВМРО од СДСМ. Според нив нема никаков партиски реваншизам, туку внатрешно распределување на кадри. Сите генерации се изводени до крајот на нивниот престој во градинка. Сите воспитувачки си ги изводиле генерациите и сега добиваат нови групи и се на истите работни места со истите работни задачи. Заврши времето кога ВМРО ДПМН спушташе вработени на пониски места, ги намалуваше нивните плати или ги бркаше од работните места, а во знак на пресметување со неистомислениците. Дополнително, ВМРО ДПМН Штип покажува крајно лицемерие со денешната пресконференција затоа што во 11 години, колку што непрекинато беше на власт, не го решија проблемот со ограничениот капацитет за згрижување деца во градинките. ВМРО Штип не може да се обидува да освојува политички поени преку искажување лажна грижа за најмалите за кои со години ништо не направија. За подсетување, советниците од советничката група на ВМРО ДПМН на последната седница на Советот на општина Штип беа воздржани во гласањето за одобрување средства за изградба на нова градинка. Тоа доволно говори за нивното лицемерие и негрижа за дечињата во нашата заедница. Новата локална власт, предводена од СДСМ во првите месеци, го реализира проектот за изградба на детска градинка со капацитет за над 200 дечиња. Стои во писмената реакција од СДСМ.